На невистините и паушални тврдења се базирала вчерашната пресконференција на СДСМ, тврди директорката на Штипската болница Елизабета Папарова. Тврдењата на Милошев дека вработените, иако работели по 240 часа месечно, им се исплаќале само за редовните 170. Папарова ги оцени како невистина и посочи дека за декември во Штипската болница се исплатени 15.000 часа прекувремена работа. Еве конкретно јас би кажала за месец декември вкупно се исплатени 153.000 часа за редовна работа, а 15.000 часа за прекувремена работа и дежурства, што значи не е вистина дека се исплаќаат само саатите за редовна работа. Па и конкретно за почитуваниот доктор, значи освен 170 часа редовна работа, за месец декември му исплатено плюс 80 часа. Што се однесува до цената на апаратите кон средината на февруари, официјално ќе биде позната и нивната висина, а лекови во болницата имало во континуитет. Значи не е вистина дека во болницата има недостаток на лекови. Континуирано и без прекин 2013 година се набавувани лекови. И нема недостаток на лекови. Основни за заштита и пружање на соодветна терапија на пациентите. На денешната пресконференција Папарова истакна дека во болницата значително се подобрени условите за работа, со тоа што се реновирани голем дел од амбулантите. А според неа бројката од 72 нововработени, од кои 34 се лекари за последните 6 години, е доволен доказ дека е подобрена и здравствената заштита, која им ја нуделе на пациентите од регионот.